Поштовани гледачи, гостин во вестите на ТВ канал ВИС е Митко Димчев, инспектор во дирекцијата за заштита и спасување. Господин Димчев, добро дојдовте во вестите на ТВ канал ВИС. Македонија горе-долу повеќе пожари се активни во моментов. Каква е ситуацијата за југоистокот од Македонија, односно нашиот регион тука? Ви благодарам за поканата. Ситуацијата во цела Република Македонија е алармантна, да кажеме. Има голем број на пожари, што не беше во изминативе години. Пожарите почна многу порано и се во многу поголем број. Значи горе скоро на целата територија на нашата земја. Што се однесува до југоистокот, имавме неколку активни пожари, истите се веќе ставени под контрола, односно ликвидирани, со помош на вработените во шумските стопанства, со помош на вработените во територијалните противпожарни единици, со екипите од општините на чија територија се наоѓале пожарите, како и со помош на вработените од Дирекцијата за заштита и спасување во координација со Центарот за управување со кризи. Така. Од Дирекцијата за заштита и спасување денеска излегува со алармираат на зголемена опасност од пожари на отворен простор и бараат приправност на сите вклучени кои што се мобилност на сите субјекти, дали на ниво на Струмица и општини кои што ги покривате, одржавте состаноци, координации во кои што се распределени и дежурства со оглед на тоа што веќе владата донесе и забрана за движење во шума, освен нели на представниците на шумските власти, еве да ги кажеме. Значи, ние состанок одржавме минатиот месец, заедно со Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи, Шумското стопанство Беласица, Гранична полиција, Полициска станица Стрмица, како и останатите субјекти, Министерство за земјоделие, Шумска полиција, Гранична полиција, разните инспекторати кои што се задолжени, земјоделски, шумарски инспекторати, и донесовме заклучоци, меѓу кои еден од заклучоците беше и воведување на забрана на движење во шумите. Бидејќи имавме уште од месец февруари зголемени броеви на пожари. Пред се во месец февруари имавме пожари, да кажем, во низинскиот дел, значи чистење на ниви, чистење на стрништа. Немавме толку во шумските, меѓутоа сега гледаме дека пожарите се движат и кон шумите. Ние апелиравме и преку вас медиумите и со сообщенија да не се палат огнови на отворен простор, бидејќи исто тоа и забрането. Значи не може да се палат огнови. Имаме лоша ситуација што им погодува на пожарите, имаме голем број на необработени земјоделски површини кои се со години обраснати со сува вегетација, со трева, луѓето фрлат и отпад таму. Истото при палење, значи кој да запали оган на неговото земјиште не може да го контролира сам. Некако одбрамбен појас практично. Значи нема противпожарни пречки и пожарот се шири неконтролирано. Имавме голем број на пожари пред се во деновите кога имавме големо воздушно струјање. Значи луѓето кои сами палат огнови не можат тоа да го контролираат, бидејќи ветрот ги носи пламените јазици во сите правци. Исто така кога огнот ќе земе замав, од самата топлина, самиот оган ствара ветрови кои што се движат во разни правци и имаме префрлање на огновите, значи може од искра или доколку се случи во шумски пожар од шишарки, значи истиот пожар може да се префрли на 400-500 метри, значи стално пожарот да скока. Затоа е опасно, бидејќи луѓето палат, мислат дека може да го контролираат оганот, меѓутоа тој им бега од контрола и потоа, за жал, имавме и голем број на изгорени објекти, имаме голем број на изгорени овошни дрвца, насади од тополи, имавме пластични фолии, пластеници, многу изгорено. Па дури и човечка жртва во ѓавато. Да, имавме и човечка жртва, значи човек кој што се обидел да гаси, меѓутоа најверојатно од чадот и од огнот го имат совладано. Значи би апелирал да не се палат огнови кога се оди на извршување на земјоделските работи, да не се палат огнови кога се оди во шума, бидејќи сега знаеме времето се затоплува, па сите одиме во шума, па палиме оган, па мислиме дека е изгаснат, меѓутоа не е до крај изгаснат. Значи уште еден апел да не се палат огнови на отворен простор, бидејќи истото е казниво, доколку се фати лицето. Значи казната се движи максимум до 5000 евра, плюс може да
не може туку треба да ги плати трошоците за ангажирање на возил, на луѓе, па доколку интервенираат и нашите воздухоплови од Дирекцијата за заштита и спасување. Да. Спомнавме сега за палењето огнови на отворено, доколку граѓаните сакаат, дали им е дозволено да пријават дека сакаат да го чистат, да ја чистат земјоделската површина, дали има тука некаква процедура за да може да се испочитува некој формат за да не биде до стихијно палење, затоа што влегуваме во фаза кога земјоделците ќе излегуваат на полето и ќе сакаат да го чистат, нели, да ја подготват за наредната сеидба. Значи законски е недозволиво кај нас во нашата држава да се палат огнови. Во другите држави тоа е решено на начин што човекот кој што сака да изврши чистење со палење, пред тоа мора да пријави во пожарната единица на кој ден, во колку часот и да дојде екипа од територијалната противпожарна единица и да врши контрола. Меѓутоа кај нас засега, значи законски не е дозволено да се палат огнови. Се надеваме на некои законски измени, бидејќи во моментот се прават измени кај нас во Законот за заштита и спасување. Значи, мислам дека со таа измена многу од пожарите би се држале под контрола. Значи, луѓето нема да палат стихијно, туку со пријавување сите повеќето пожари ќе се држат под контрола. Исто така сакам да кажам дека не се виновни само луѓето што палат огнови, вина гледам и во луѓето кои што имаат штета. Значи, ние имаме штета на викендици, на овошни насади, на насади од тополи, од разни други дрвја. Меѓутоа, законски, значи, сите имаат законска обврска да извршат чистење на нивното земјоделско земјиште или приватно земјиште со противпожарна пречка. Значи, вие не може да се заштитите доколку вашиот насад е обраснат со сува трева, значи од која страна да дојде огнот, ќе настрада и вашиот насад, вашата куќа. Значи, луѓето би требало да преземат превентивни мерки, значи околу самата граница, околу самата граница да извршат од метро до 2 противпожарна пречка со заорување, чистење на сувата вегетација, како не би се префрлил пожарот од соседната парцела. Дали досега се изречени во овој период, еве од февруари па и март, дали има пронајдено луѓе кои што палели, дали казни се изречени или успеваат да ги, нели, да побегнат од органите на прогонот? Значи, ние после секој пожар вршиме увид заедно со Министерството за внатрешни работи, пронаоѓаме луѓе кои се биле таму на лице место, меѓутоа кај пожарите е специфично што мора човекот да го фатиш на лице место дека е таму, бидејќи после потешко се докажува дали дошол да гаси, дали видел, дали има своја нива таму, па дошол да види да не е запалена и она. Имаме на ниво на цела република имаме неколку луѓе што се фатени, во тек се постапките спрема нив. Меѓутоа, доколку материјалната штета, да кажеме, е мала, луѓето што се оштетени можат истите тие луѓе да ги тужат по приватна тужба. Тоа им се и советува на луѓето. Меѓутоа, кажав, најголема превентива е да не се палат огнови, да се обезбедат противпожарни пречки, како и сите да бидеме внимателни, бидејќи огнот може да настане од невнимание, дали со негасење на оган, дали со отфрлање на отпушок од цигара или на некој друг начин, од детска игра, може од се да настане оган. И за крај само каква е екипираноста на нашите служби кои што треба да се борат доколку настанат пожари, дали екипираноста ви е добра и кадровска и техничка? Значи, согласно Закон за заштита и спасување, при појава на пожар, први кои што излегуваат на терен се територијалната противпожарна единица и доколку е шумски пожар и екипи од шумското стопанство, ако е на територија на општина Стрмица, значи шумското стопанство Беласица. Тие излегуваат на терен, истовремено се информираат сите субјекти кои што се задолжени за заштита и спасување и сите ја пратиме состојбата. Доколку тие два субјекти, територијалната противпожарна единица и шумското стопанство, оценат дека не можат да се справат со огнот, значи командирот на територијалната противпожарна единица или лице вработено во ТППЕ е раководител со акцијата за гасење на пожар. Тој има законско право да побара помош од соседните територијални противпожарни единици. Доколку не може, повикуваат до општината на чија територија е пожарот,
општината го свикува својот општински штаб за заштита и спасување и активира нивните општински сили, како може и градоначалникот да даде апел за вклучување на обични граѓани. Доколку и со тие сили, значи не може да се совлада пожарот, општината може усмено да се обрати до дирекцијата за заштита и спасување за ангажирање на републички сили, дали со луѓе или со воздухопловите кои што ги имаме 3, а во рок од 24 часа мора да достави писмено барање, тога се уклучуваат републичките сили, акцијата со командување презема дирекцијата за заштита и спасување. Можам да кажам дека состојбата со опременоста и не е баш најдобра, ниту во територијалните противпожарни единици на ниво на цела република, ниту во општинските тимови за заштита и спасување, бидејќи знаеме дека противпожарните единици им фали луѓе, им фалат опрема, нашите противпожарни единици се за урбани пожари, значи во пожари во населени места немаат опрема, возила, техника за шумски пожари, меѓутоа со надчовечки напори се снаоѓаат. Со наша помош во територијалната противпожарна единица во Стрмица им дадовме неколку возила кои ги пренаменија за шумски пожари, значи возила кои што може да се качуваат по стрмни терени со цистерни за вода, кои што многу им помагаат на самите пожарникари, значи за да не мора да одат горе-долу за полнење со вода. Со тие средства што сега ги имаме територијалните противпожарни единици, општините како и дирекцијата за заштита и спасување, мислам дека може да се справиме со пожарите. Малку е потешко, меѓутоа може да се справиме со пожари. Така, господин Димчев, јас ви благодарам што одвоивте време уште еднаш да им предочиме на нашите гледачи пред се од последиците и еколошката катастрофа која што може да се случи, потоа закани по животот на луѓето кои што може да се затекнат и секако сите тие санкции кои што следуваат доколку се пронајдат и се фатат потпалувачите кои што може да предизвикаат пожар. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Да, поштовани гледачи, ние продолжуваме со вестите на ТВ канал ВИС.